Со цел локалните власти, граѓанските организации, асоциации, земјоделци и бизнисмени подобро да се запознаат со актуелните можности за финансирање на локално ниво, денеска во ресторанот Амор се одржа работилница со која раководеше Никола Бертолини, раководител за соработка при делегацијата на Европската Унија. Имавме одлична работилница и имавме можност да слушнеме за кои се тие конкретни потреби за токму оваа средина и каков тип на проекти би требало да се развиваат. Веќе сме инспирирани да ги подробиме овие работи со тоа што ќе се понудат и обуки за луѓе, ќе се селектираат луѓе во секоја општина кои што ќе бидат тие фокални точки, фокусни точки, шампиони кои што ќе бидат контактот на Европската унија со граѓаните за да ги дознаеме тие потреби да побрзо се решаваат. Се наминуваат тие пречки. На работилницата присуствување амбасадорот на Европската Унија Самуел Жбогар и градоначалникот Николчо Илиев, кои изразија задоволство, заинтересираноста и посветеноста на денешната работилница од страна на граѓаните на општина Кочани. Амбасадорот Жбогар истакна дека за Европската Унија е многу важно граѓаните да бидат запознаени со начинот на кој можат да аплицираат за проекти и на кој начин се добиваат финансиски средства. Тој не доведе до овој момент да организираме ваква работилница од ваков вид, затоа што сметаме дека е првично од две причини. Првата причина е за да ги информираме граѓаните, граѓанскиот сектор, бизнис секторот за сите тие можности за кои што се понудени преку европските фондови. А истовремено е многу значено за нас да слушнеме кои се потребите, реалните потреби на населението тука, за да може да ги прилагодиме самите проекти, програми за да одговорат на тие потреби кои што се присутни. Градоначалникот Николчо Илиев изрази огромна благодарност за денешната посета од страна на амбасадорот и очекува дека Европската Унија како и досега ќе продолжи за финансиска поддршка на општина Кочани. Имавме можност да ги слушнеме сите информации кои ни се потребни понатаму за аплицирање во делот на користењето на европските фондови. Значи господинот Бертолини на многу пластичен начин ни укажа на сето она што треба да внимаваме, како и на пропустите и недостатоците кои тие ги имаат приметено во досегашното работење. Сметам дека ваквите работилници се многу убави и позитивни, се со цел да ние од локалната самоуправа, како и нашите вработени, бидат информирани за сето она што следи и на време да бидеме припремени и да одговориме на проектите кои ќе бидат, на повиците кои ќе бидат се појават од страна на Европската Унија. Ние како локална самоуправа имаме одредено искуство и до сега ги користиме овие можности да аплицираме и секако одредени проекти веќе ги имаме добиено. Работилницата се состоеше од два дела. Во првиот присутните добија општи информации за поддршка за земјата од страна на Европската Унија, конкретно за локалните власти, граѓанското општество, бизнисите, асоциациите на фармери и за локалните засегнати страни. А во вториот дел на работилницата, учесниците имаа можност да ги представат и да дискутираат за своите идеи и проекти и директно да постават прашања до представниците на делегацијата на Европската Унија.